Целосна дигитализација и модернизација на паркингот на Клинички најави министерот за здравство Азир Алиу. Наместо изградба на нови катни гаражи ќе се реорганизира просторот околу комплексот Клиники Мајка Тереза со физичко ослободување на паркинг места. Ова е новиот план на надлежните за решавање на сообраќајниот хаос во неголемиот здравствен центар во Македонија. Со паркингот ќе стопанисува јавното предпријатие Јавни паркинзи Скопје. Според Алиу, оваа опција ќе чини помалку пари, а ќе донесе подобри резултати за пациентите и вработените. Тој најави и нови цени за паркингот на Клинички, но не кажа прецизно колку би чинело од еден час. Ценовникот ќе биде различен за пациентите и за вработените. Ќе има 4 различни влеза, картички. За онколошки пациенти влезот ќе биде бесплатен, 0 денари. За пациенти влезот ќе биде ефтин, не знам колку е цената сега за да компарирам. За вработени ќе имат трета цена и за граѓани кои што доаѓаат заради X причини ќе има четврта цена. Така да ценовникот нормално, така ќе биде најскапа. Ценовникот на паркингот нема да биде ист за сите, значи ова ќе биде каскаден систем. Значи почнувајќи од 0 денари до цени кои што ќе бидат за граѓаните различни. Ќе има нови рампи, а ќе бидат отворени и дополнителни влезови, а еден од нив ќе биде директниот влез на кардиологија. Излезите од комплексот ќе бидат исти. Ќе бидат отворени дополнителни влезови, еден од нив ќе биде отворен во кардиологија од горе, за да може пациенти кои што имаат потреба од интервенции во таа клиника да може директно таму да влезат. Излезите ќе бидат исти. Бројот на паркинг места ќе биде дупло поголем од колку што е сега, заради таа оптимизација на просторот. Како краткорочна мерка на Министерството за здравство, која се презентираше пред 2 месеци, беше пренасочувањето на вработени од клиниките да паркираат на приватен паркинг за да бидат ослободени 300 до 500 места за пациенти. Долгорочната идеја за сега е оптимизација на просторот околу дворот на клиниките. Сообраќајниот хаос на Клинички е проблем кој се влече со години наназад и досега, и покрај ветувањата, ниту еден министер не нашол соодветно решение.